Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Се враќаме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Општината ќе набави свои возила ако пропадне повторената постапка за јавен превоз. Стабилна состојбата со COVID-19 во Куманово. Премиерно прикажан филмот На колена. Стабилна е состојбата со COVID-19 во Куманово. На инфективниот одел се лекуваат само 6 пациенти. Модуларната болница не функционира веќе 1 месец, но надлежните укажуваат дека се уште е рано да се размислува за нејзина пренамена. Состојбата со коронавирусот во најголемата општина во земјава е стабилна. На инфективниот одел во општата болница во Куманово хоспитализирани се само 6 пациенти, а според податоците на Министерството за здравство позитивни на вирусот се 28 лица. Намален е метежот во дневната амбуланта како и пред лабораторијата. Големиот дел не се лекуваат, значи имаме 6 хоспитализирани, имаме и 20 пациенти со Б хепатит. Не се пациентите некои тешки случаи со голема кислородна подршка. Поголемиот дел од овие новопријавени се, значи со без симптоми или со лесни симптоми, кои што доаѓаат за бриз од различни причини. Или пројавиле некоја симптоматологија, или знаат дека имале контакт со позитивен, некои можеби заради патување, не знам, но за среќа се асимптоматски. Еве како што знаете, порано и пред лабораторија беа огромни гужви, сега е мирно, да не подречам, јас искрено се надевам дека веќе ќе се стабилизирам. Поради малиот број новозаболени и хоспитализирани од COVID-19, пред 1 месец беше затворена и модуларната болница. Направени се процедурите за чистење, дезинфекција и санација на објектот. Поучени од пандемијата, надлежните укажуваат дека се уште е рано да се размислува за пренамена на монтажниот објект, иако повеќето држави започнале да го користат за различни намени. 1 месец како е затворена модуларната, поточно на 11 март последниот пациент беше преместен на инфективниот одел. Толку, 1 пациент остана тогаш. И од тогаш ги правиме сите оние неопходни процедури кои што се по протокол кога се затвора некој одел. Дури една соба која се затвора, нели, која се празни од пациенти, се прави чистење, дезинфекција, кварцање, значи сите оние работи кои што ги наметнуваат хигиено-епидемиолошките мерки пропишани за една здравствена установа. Сега што се однесува за пренамената, мислам дека е се уште рано. Поучени сме од самата пандемија дека ова е непредвидлива болест, не знаеме како ќе се одвива понатаму. Јас се надевам дека нема да имаме повеќе пациенти тука, иако има уште бројки да бидат мали, за да може да ги обслужи инфективниот одел. Ова се објекти од времен карактер, не е цврста градба. Во различни држави различно се користи. Значи, еве имав прилика да видам како, например, се користат во Израел. Да, се користат за вонредни ситуации. Најмногу се користат за прегледи, за тријажа на пациенти, за дневни болници и слично. Меѓутоа, не можеме да не кажам дека многу ни се најде овој објект, кога беше за прв пат отворен на 8 март 2021 година, значи ние навистина имавме потреба од додатни болнички капацитети за сместување на пациентите, за да не ги другите одели притеснуваме, за да од 2 одела правиме 1, да дислоцираме пациенти, да работиме во вонредни услови. Така да, овде беа само ковид пациенти, дел од нив на инфективниот одел, а другите одели имаа прилика непречено да функционираат. Од Кумановската болница нагласуваат дека изминативе години имало прераспределби на вработените, а таа пракса ќе продолжи и во наредниот период, секогаш кога има потреба за надополнување на персонал, со цел граѓаните да имаат квалитетна услуга. Полициски службеници од СВР Куманово вчера на булеварот Трета македонска ударна бригада лишиле од слобода 2 лица на возраст од 40 години. Тие биле затекнати при обид да одземат предмети од објект во изградба. Двајцата биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе следува соодветна пријава, информира СВР Куманово. Полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 30 годишен жител на село Черкези.
Кумановско, откако вчера околу 16 часот и 30 минути на булевар Трета македонска ударна бригада му се заканувал на ДВ 40 години и неговото семејство. По целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Утре истекува рокот за поднесување на понудите од страна на превозниците на јавниот повик, распишан по претходна одлука на Советот за дел од линиите од градскиот превоз. Ако повторената постапка за градскиот превоз пропадне, општина Куманово ќе набави свои возила, рече на вчерашната седница градоначалникот Максим Димитриевски, одговарајќи на советнички прашања. Ако повторената постапка за јавен градски превоз во Куманово пропадне, општина Куманово ќе набави свои возила, рече градоначалникот Максим Димитриевски, одговарајќи на советничките прашања на вчерашната седница. Сепак Димитриевски се надева дека до такво нешто нема да дојде, бидејќи ќе направи големи проблеми во буџетското работење. Верувам дека целата постапка ќе заврши во следниот временски период, тој до крајот на овој месец. Доколку не се случи такво нешто и не се изберат оператери, овде најавувам пред Советот дека веднаш ќе поведам постапка за репрограм на буџетот и одделување на средства од буџетот на општина Куманово за набавка на возила за овие локации во собственост на општина Куманово, бидејќи не можам да си дозволам да градот зависи од волјата на превозниците кои што при тоа конкурирајќи се себе си, граѓаните не добиваат соодветна услуга, но верувам дека до такво нешто нема да дојде, бидејќи ќе имаме големи потешкоти во делот на буџетското работење со една таква одлука. Постапката е повторена и сега линиите за кои немаше интерес поради економска неисплатливост се ставени во пакет со оние најатрактивните кои што беа оспорени од дел од превозниците, рече Димитриевски. Во петок истекува рокот за поднесување на понудите од страна на превозниците на јавниот повик, кој што е распишан по претходна одлука на Советот со која што ги споивме линиите и оние неатрактивни линии на кои што не се пријави ниту еден оператер, ги споивме со најатрактивните линии кои што во претходната постапка од страна на подносителите беа обжалени. Дополнително по оваа постапка излегоа 5 пакети на линии, на тие 5 пакети во петок ќе заврши јавниот повик, ќе поднесат сите подносители документи, потоа јавниот повик ќе биде со јавно отварање, каде што ќе присуствуваат сите оној кој што ќе понуди најдобри услови, тој ќе биде избран. Градоначалникот се надева дека постапката ќе заврши до крајот на април. Во спротивно ќе побара Советот да донесе одлука за набавка на возила за вршење јавен превоз. Инаку јавниот превоз во Куманово за делот на големите населби не функционира од почетокот на годинава. Министерството за внатрешни работи соопшти дека приведени се двајца мигранти од Авганистан кои пренеле тројца мигранти од Конго, Камерун и брегот на Слонова коска од Атина, Грција до Куманово со цел нивно прифаќање и времено засолнување на подрачјето на Куманово, атар на селата Лојане и Ваксинце, а отаму нивно пренесување преку македонско-српската граница до државите на Европската Унија. Кривично пријавените лица, според МВР, по претходен договор за сума од 800 до 1000 евра по лице, ги прифатили легалните мигранти на претходно утврдени и договорени локации во Атина и организирале нивно префрлување со возило до локација во близина на грчко-македонската гранична линија, пошто пеш нелегално преминале на територијата на нашата држава и ги одвеле до Кумановскиот регион за нивно понатамошно пренесување во Република Србија. Од страна на судија на претходна постапка на двете кривично пријавени лица им е одредена мерка притвор во траење од 30 дена. Општина Липково доби нов камион за собирање и транспорт на цврст отпад, канти и 10 контейнери. Набавката е во рамки на проектот преку ИПА програмата.
Во рамки на проектот Помалку ѓубре, помалку ризици, повеќе здравје преку ИПА-2 програмата за прекугранична соработка помеѓу Србија и Северна Македонија во општина Липково, набавен е камион за собирање и транспорт на цврст отпад, канти и 10 контејнери. Ова го посочи министерот за локална самоуправа Горан Милевски при денешната посета. Министерството за локална самоуправа ќе продолжи од наша гледна точка да ја поддржува општината како и досега. Веќе со градоначалникот денеска разговаравме да поможеме за да се направи прв пат водоводна мрежа во село Опае и се надевам дека ќе направат добар проект, ќе го аплицираат до нас и оваа година ќе можат да започнат градежните работи, бидејќи навистина сите граѓани во државата заслужија да имаат основни средства за живот, канализација, чиста вода за пиење, добри патишта и тоа е она што е целта на Министерството, регионално да се развива државата во секое село, во секој град подеднакво, независно каде се наоѓаат тие села, особено села кои што се населени со многу жители, навистина овие луѓе заслужија да имаат подобар живот и ние како и досега во соработка со градоначалникот ќе продолжиме со инвестиции во општина Липково. За проектот од општина Липково издвоени се 131.747 евра, од Европската Унија 111.721 евро и Министерството за локална самоуправа 20.025 евра, а директни корисници на проектот се повеќе од 500 домаќинства или 2000 жители од руралните подрачја на двете општини. Пожар зафатил семејна куќа во Липковското село Отља, информираа денеска од регионалниот центар за управување со кризи Куманово. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица го гаселе пожарот повеќе од 1 час, кој избувнал во 14 часот вчера. Опожарена била кровната конструкција на објектот и е направена поголема материјална штета. Причината за пожарот и висината на материјалната штета допрва ќе се утврдува, соопштува регионалниот центар за управување со кризи Куманово во дневниот билтен. Краткометражниот аматерски филм «На колена» премиерно беше прикажан вчера вечер во Занаечискиот дом. Филмот, кој е во режија на Предраг Анѓеловски и продукција на Милан Богдановски од Куманово, е критика на денешното модерно општество, а фокусот се младите. На колена е краткометражен аматерски филм во режија на Предраг Анѓеловски, продукција на Милан Богдановски од Куманово, кој премиерно беше прикажан вчера вечер во Занаечискиот дом. Филмот е критика на денешното модерно општество, а фокусот се младите. Тоа е резултат на потребата да се зборува за проблемите кои ги притискаат тинеџерите во 21. век и да ја представи реалноста на младиот човек во земјава. За време на процесот на снимањето наидовме на многу пречки и предизвици. Некои лесно ги надминавме, додека други навистина не измачија. Секој предизвик беше нова лекција и ново искуство за нас, од кое се разбира многу научивме и многу напреднавме на професионален план. Секој од нас даде своја жртва и се разбира својот максимум за време на снимањето. Поради ова имавме многу убава атмосфера за работа, исполнета со ентузијазам. Секој беше желен да создаде нешто ново, што допринесе до нивните таленти и способности да се прикажат во најдобро светло. Филмот е озбилен медиум и како таков би сакал сите да го сватите. Овој филм баш носи таква порака. Што е тоа што ја создава оваа младина да биде апатична? Кои се тие пороци, а знаеме на што се мисли? Исто така, мислам дека не треба да се занемари фактот дека досега домашните филмови, нашите домашни филмови ја немаат опфатено толку оваа тема. Затоа, од една обична идеја, овој филм прерасна во нешто што навистина може да се мери како реалност. Јас воден пред се од таа моја желба за критика, желба да кажам дека нешто не е така како што изгледа. И борбата против насумичната бирократија ме натера да седнам, да го напишам сценариото, заедно со помош на Милан Богдановски и конечно пред вас да го прикажеме на колена. Во филмот играат Кристијан Петковски, Валентин Цветановски, Јована Милошевска, Марија Милошевска и Бранко Стојковски. Прв филм на кој што работевме
година и пол. Ви благодарам навистина за тоа. Се надевам дека ќе ви се допадне. Во овој филм имаме многу вложено, многу енергија, многу време и многу труд. За главниот лик мислам дека е подобро ништо не ја кажувам, да оставам да си стекнете самите вие да стекнете ваше мислење. И се надевам дека ќе ви биде забавно и ќе уживате во него, барем колку што сме уживале ние во процесот на правењето и на снимањето на проектот. Првата реприза на филмот ќе биде прикажан вечерва во 19 часот и 30 минути во Занечискиот дом. Изведувачот ја санираше оштетената фасада на ученичкиот дом професор Мијалковиќ. Информираа денеска надлежните. Фасадата на неодамна реконструираната установа, како што нагласија од домот, беше оштетена поради силината на ветерот. Надлежните веднаш ги информирале инвеститорот, Центарот за развој на Североисточниот плански регион, надзорот и изведувачот, кои по доставениот допис извршиле увид. Направиле записник за штетата која согласно гарантниот рок и законот за градење ја санирал изведувачот. За штетата први алармираа од општинската организација на СДСМ од Куманово, кој побара одговорност од градоначалникот на Куманово и надлежните од установата за предизвиканата штета. Ученичкиот дом целосно беше реконструиран во ноември 2020 година со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, Министерството за локална самоуправа и делумно учество на општина Куманово. И во продолжение вестите од Македонија. Министерот за образование и наука Јетон Шакири денеска на пресконференција истакна дека ќе достави барање до Синдикатот за образование, наука и култура во кое ќе побара од нив продолжување на преговорите, но и продолжување на наставата во училиштата, односно прекина штрајкот. Тој додаде дека во моментов не смее да се дозволи децата да не следат настава. Затоа од членството на СОНК и од наставниците побара да се вратат на настава со надеж дека барањето ќе биде прифатено. Вчера од мене лично и од сите членови на владата се побара да продолжи со секојдневни преговори, а истовремено и наставата да продолжи. Ке доставам барање до представниците на СОНК за разбирање и наставата да продолжи, но истовремено во тоа барање ке има дека ние за најкратко време ке се усогласиме со нивното прво барање, со системско решавање на второто, третото барање, па и заедно да продолжиме во други соработки, освен за плати, за да дојдеме до решение за образовниот процес, истакна Шакири. Меѓу другото, Шакири изрази надеж дека од понеделник воспитно-образовниот процес ке се нормализира. Верувам дека ако не од утре, од понеделник ќе се нормализира образовниот процес, додаде тој. Во однос на барањата на СОНК за покачување на платите во образованието за 18,4%, Шакири посочи оти барањето е легитимно и дека повисоки плати ќе има. Сите градинки функционираат речиси нормално. Нема затворена градинка, истакна министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Таа на денешната пресконференција во одговор на новинарско прашање во врска со штрајкот на вработените во градинките напомена дека се штрајкува во 50 установи, но појасни дека се згрижуваат децата, а опфатот на децата од ден на ден е се поголем. Во текот на вчерашниот ден штрајкуваат 45% од воспитно-наставниот кадар во градинките. Ги немам податоците за денеска, но воспитачките и негувателките ги прифаќаат сите деца кои што доаѓаат во градинките. Вчера за 30% е зголемен опфатот за разлика од претходниот ден, рече министерката. Во однос на тоа дали се размислува за пренамена на буџетски средства со цел да се обезбедат пари за да им се даде на вработените во градинките, Тренчевска рече дека социјалниот дијалог продолжува. Уште не може да се зборува за пренамена на буџетските средства. Управниот одбор на Пошта, каде од изутрина почна генерален штрајк, им понуди на синдикалните организации од 1 јуни годинава линеарно да се зголемат за 3000 денари платите на 1700 вработени од оперативниот дел, поштари, шалтерски работници и други, а од 1 август и на административните службеници. Откако предлогот ќе биде доставен официјално, ќе биде разгледан од синдикалните одбори. Ќе изготвиме спогодба и доколку се прифати понудата и се потпише спогодбата, штрајкот ќе биде прекинат, информира председателот на Синдикатот на Македонска пошта Боро Великданов на заедничка пресконференција со членовите на управниот одбор и генералниот директор Јани Макрадули. Главното барање на синдикатите е линеарно зголемување на платите од 3000 денари. Предлогот што го добиле, а за тој износ преточен во бодови согласно со колективниот договор на Македонска пошта.
Од вчера на секој поединечен купувач кој ќе купува масло од сончоглед за јадење во трговските објекти, му е ограничена продажбата на мала количина во единечно пакување. Се препорачува да не се дозволува продажба на масло од сончоглед за јадење во големи количини, односно количини пакувани во пакети, објави министерот за економија Крешник Бектеши. Министерството за економија достави известување до сите трговци со кои ги известува дека поради значајниот пораст на купување на масло од сончоглед за јадење од страна на домашни купувачи во однос на редовната потрошувачка на маслото од сончоглед за јадење во домаќинствата, како и странски купувачи, со што се нарушува редовното снабдување на домашниот пазар. За да се одржува тековната состојба на домашниот пазар со масло од сончоглед за јадење во продавниците и да се избегне пореметување од непотребна појава на недостаток на масло од сончоглед за кај трговците на мало, ограничувањето по купувач ќе важи до 31 мај 2022 година. Се замолуваат трговците на мало во случај кога купувач бара да купи поголеми количини на масло од сончоглед за јадење во текот на денот веднаш да го известат Државниот пазарен инспекторат. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 21 степен, а минималната беше 4 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 23 степени, а утринската ќе биде 4 степени. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер и останете со програмата на Телевизија Плюс.